Балканската рута официјално е затворена, но преку неа се уште транзитираат нелегални мигранти. Меѓу нив, досега не толку видливи се и мигрантите од Кина. Минатата недела, МВР откри 2 случаи на нивно криумчарење. Во сообраќај на несреќа имаше повредени жртви. Преживеаните беа сместени во прифатниот центар во Винојук. Лица во движење од Република Кина, кои што беа затекнати овде на нашата територија. Во несреќен случај, двајца од нив, согласно официјалното соопштение на МВР, ги загубија своите животи. Оние лица кои што се полесно повредени и кои поминале одреден степен на медицинско третирање во општата болница во Гевгелија, односно на ургентниот центар во Скопје, истите лица беа донесени овде. Оние мигранти кои што треба да добијат полесна терапија беа згрижувани во нашата амбуланта овде, која што се наоѓа во транзитниот центар. Во 2025 година МВР открило 54 илегални преминувања на кинески мигранти. Бројката е речиси двојно помало од 2024 година, кога изнесувала 98 лица. Луѓето кажуваат секакви приказни. Меѓутоа, она што ние го држиме во целосна доверба и се трудиме да го зачуваме нивното човеково достоинство е она што ќе се сподели со нас да вистина да остане само во нашите кругови. Нивните приказни се тажни, човечките трагедии се сурови. Во 2025 година ниту еден кинески државјанин не поднел барање за признавање право на азил. Мигрантите од Кина најчесто го користат безвизниот режим за легален влез во Србија. Оттаму, со помош на криумчари, илегално ја поминуваат границата и влегуваат на територија на Република Северна Македонија. Оние кои што ќе успее да ги фати полицијата, најчесто завршуваат во прифатниот центар во Винојук. Според МВР, тие патуваат до границата со Грција, каде повторно и легално ја преминуваат јужната граница. Нивната цел е да стигнат до земјите членки на Европската Унија. Фронтекс соопшти дека 482 кинески државјани нелегално ја преминале Балканската рута во првите 9 месеци од 2025 година.